на светот е секогаш хаотична. Таква е и ова во која ние живееме. Хаос, безвредност. Каде што премногу е често, никој не е казнет за изговорената лага. Но луѓето се казнуваат за изговорената вистина. Така наречената волк култура, која напаѓајќи и руши, ни порачува дека е доволно да се има противници за да би имале следбеници. Дека е доволно да се биде против за да би ве следеле. Знаењето кое во последните 200 години е ставено на пиедесталот на човечкиот живот, постанало се повеќе служител на политиката. И така ги збунува масовно луѓето. Ние тоа добро го почувствувавме. Добро ги почувствувавме последиците во последните неколку години, кога она што би требало да ја следи трагата на вистината, ја следи трагата на политиката. Во демократијата во која ние живееме денес, често вистината се одредува со мнозинството гласови, а мнозинството на гласови се одредува со мнозинството на интереси. Затоа има многу и секакви вистини, па мора многу добро да копате за да дојдете до нив. Светот во кој денес живееме преполне со дезинформации. На секој еден од вас вие да служите како судии, разликувајќи ја вистината од лагата. Јас ова утро, драги браќа и сестри, сакам на еден поразличен начин да ја изнесам Божјата реч. Сакам да разговараме и да размислуваме за една стварност која едноставно се вика едноставност. Ми се чини дека христијаните многу од тоа сме го искомплицирале. Па премногу од нас кои се нарекуваме христијани, христијанството останало некаден таму настрана. Некаден се изгубило по христијанските полици. Некаден на маргините на крајот. Некаден сме отстапиле од Христа. И сме ја искомплицирале едноставната Христова порака. А едноставниот живот е слободен живот. Слобода во барањето на помалку наместо на повеќе. Едноставноста која не се обидува никогаш ништо и никого да поседува. Било луѓе, односи или предмети. Таа димензија на едноставноста не ослободува одвнатре, драги пријатели. Таа е толку многу присутна во најважните текстови во Евангелијата. Едноставната формула која кажува дека ние учиме да љубиме само тогаш кога љубиме. Дека ние учиме да простуваме само тогаш кога простуваме. Дека учиме да разбираме само тогаш кога ги разбираме луѓето. Таа едноставна формула. Он луѓето ги сакал за да ги менува, а не ги менувал за да би ги засакал. Едноставен е тој наш Христос. Треба да ги љубиме луѓето, а да ги користиме предметите, браќа и сестри. Кога ќе дојде до замена на тезите, доаѓа до хаос во човекот и во светот. Ако патуваме преку животот оптеретени со малку работи,
не били биле тогаш послободни да правиме многу повеќе. Затоа што ако се остане предметите, она што предметите можат да кажат, се запира само на нив. Зошто е битно ова размислување за таа едноставност на животот? Затоа што начинот на кој ги гледаме работите, на кој го гледаме светот, има влијание на тоа што постануваме и кои сме. Драги пријатели, браќи и сестри, таа духовност и едноставност на која не учи Исус, ни кажува дека смислата не можеме да ја најдеме во она што трае, што не трае. Туку само во вистината која останува да трае. Јас мислам дека ние тоа секојдневно го доживуваме и ја чувствуваме таа поминливост на работите, дека ништо тоа не е трајно. И тога се качуваме на скалата на стварноста која останува, или би требало вар така да биде. Што е разликата помеѓу оној кој му служи на Бога и оној кој не му служи? Разликата помеѓу вистинскиот и лажниот верник. Има две групи на луѓе, две врсти на луѓе. Првата група е кога човекот прави доволно за својата духовност да дојде до точка, да посакува само една работа во животот. И го канализира и го насочува целиот свој живот, сите своји таленти, целиот свој ум, сите своји способности во таа една и единствена стварност. Тогаш таа една и единствена Божја стварност ќе го усмери неговиот живот таму каде што он треба да биде вистински христијанин. Другата група на луѓе е оние кои сакаат една работа, но исто така ги сакаат и другите работи. Исто така сакаат да бидат и славни, и моćни, и познати. Сакаат да имаат, сакаат да искусат, а сакаат во исто време да имаат единствен и скромен живот на сиромашниот, а сакаат да го вкусат и животот на оние кои имаат. Сакаат привлечен живот на невиност и чистота, но сакаат да ги искусат и останатите понуди. Сакаат можеби да го посакуваат животот едноставен, но понудата и живеењето во богатството и угледот на богатите и не е баш за така да се одбие. Сакаме живот во молитва, но не сакаме ништо да промашиме од друштвените мрежи и она што се случува околу нас. Па имаме многу често сукоп помеѓу тоа, дали сакаме една стварност која постанува вертикална стварност во нашиот живот или сакаме маса на стварност која е хоризонтална димензија. Браќа и сестри, тоа за мене е многу едноставно ако искрено и пристапиме на Бога. А ние се наоѓаме во светот во кој е постојан судир на тие два идентитета, вертикалниот и хоризонталниот. Она што светот ни го нуди постојано секој ден и она што некаден во длабочината на човечката копнеш е таа вертикална димензија на божественото во човекот кое го бара едноставното. Секој наш, да запаметиме,
Секој наш избор е одрекување. Секој избор е илјадници други одрекувања. Да се избере една работа, значи да кажеш не на 1000 други. Да се ожени една личност, значи да им речеш на илјадници други не. Да се молиш, значи да се одречеш времено од мноштво други работи. Затоа не е за чудење што така често се бориме за одржувањата и заветувањата и за личните кажани зборови. Не е едноставно да бидеш свет. Не е едноставно да сакаш само една работа, драги пријатели, брати и сестри. Но во исто време е многу опасно да посакуваш илјадници други и да се распаднеш во личните копнежи. Секој од нас е последица на личните избори, личните одлуки и личната слобода. Затоа добро е да бидеш свесен за овие вертикални и хоризонтални идентитети. Затоа е добро, јас би рекол, да ја прифатиш или да ја загралиш доволноста, да бидеш на вистина задоволен со доволноста. Повеќето од нас сме пораснати во капиталистичко општество, во капиталистичкиот светонадзор или светоглед, кој од акумулацијата на трошењето и прибирањето прави главна способност, главна крепост и главна цел. Не научило да веруваме сосема погрешно дека многу е подобро, а уствари малку е повеќе. Тешко ни е да ја препознаеме ова неодржлива и несречна замка дека повеќе е подобро. Како да таа е единствениот состав и единствената можност дадена на нас луѓето. Затоа денес ова може да биде првиот ден од почетокот на нашиот нов живот. Да постанеме на вистина свесни дека малку е повеќе. Во светот кој е опседнат со својата слика, на нас ни стои да се вратиме на почетокот, на изворот на нашето верување и постоење. Затоа што човекот само на изворот може да ја најде вистината и да ја задоволи својата жед. Затоа ние повторно треба да го најдеме нашиот идентитет, кој е во кого? Во Исуса Христа. Кога размислуваме за настаните и тајните, сигурно не можеме, а да не ја видиме едноставната порака. Бог дошол во непознатиот Назарет, во малиот Витлеем, во непознати села и меѓу непознати луѓе. Божиите потфати се секогаш во малите и беззначајните, понизните и непознатите. Големите работи во историјата на светот доаѓаат од мали места и од непознати имиња, драги браќа и сестри. Големите светски откритија настанале во подрумите и гаражите на непознатите. Големите изумители настанале во зафралените места. Големите реки извираат во тишината на малите шуми. Големите светски списи, најголемите книжевни дела настанале во длабочината на ноќната самотија. Детето е мал зачето кое во себе носи човек. Мозокот
е малечко ткиво, но ја сокрива бесконечната мисла. Окото е само точка, но го офаќа безкрајот, драги браќи и сестри. Таа вистина треба да не води и нас на тие истражувања, но и чести борби со нашето собствено его. Јас верувам, длабоко верувам, дека на тој пат на истражување сите сме тргнале, и вие, и јас. Најтешко ми е кога ќе се сретнам со луѓе на кои зборот Исус не им значи ништо. Барем судејќи или гледајќи на нивниот живот. А токму тој збор Исус не учи дека љубовта се добива само со давање и никогаш со земање, дека љубовта во ништо не е себична. Таа само дава и дава додека срцето и чука. Па така разбираме, да се љуби значи уште во овој свет да се добие бесмртност. Љубовта тогаш постанува моќ во нас. Љубовта постанува начин на решавање на сите проблеми. Љубовта постанува пат и цел на патувањето во ова време и секојаш понатаму. Таа едноставно таа ги поврзува световите и душите, времето и вечноста. Таа е тајната која ги поврзува животите и прави се возможно. Таа е таа која ги простува и соединува, која привлекува и подигнува. Таа е единствената која лечи и разбира, љубовта. Ако љубиме, толку е едноставно да се биде добар родител, да се биде добро дете. Ако го сакаме Христос и луѓето, толку е едноставно, браќа и сестри, да се биде христијанин и човек. Љубовта како таква е клуч на сите движења и сите односи. Таа е ослободена од теретот на формата и лицемерието. Таа е неоптеретена од зависта и љубомората. Таа нема во себе ништо себично и желба за да се биде прв. Ако пак не сакаме, ако пак не љубиме, тогаш нашата себичност е пат на жалоста за нас и за секого околу нас. Себичните луѓе не се христијани и не може да бидат христијани. Себичните луѓе, драги браќи и сестри, не смеат да бидат христијани. Себичноста е знак на раздвојување помеѓу оние кои веруваат и оние кои не веруваат, помеѓу спасените и изгубените. Тоа што љубовта го носи никогаш не е терет. Само во љубовта силата расте. Поради неа можеме да тргнеме на крајот од светот и да поднесеме секаква бол и секакви терети, да им помогнеме на непознати и познати, да заборавиме на себе и да бидеме сведок Христов. Врската во љубовта е најјак чвор. Иако во бракот и меѓу пријателите го изгубиме, тогаш се постанува неважно и излишно, драги браќи и сестри. Затоа што љубовта и среќата се дел од истиот круг. Во кругот неизин човекот е среќен, надвор од него човекот постанува само копнеш на далечни желби. Па човекот може да биде и богат, и здрав, и познат, и успешен, но ако љубов нема, он не постои. Он не постои, драги браќи и сестри. Ако во нас недостасува простување, кое го застанува движењето на Бога во нас, застанува милоста.
Може би тоа едноставно е така и затоа што Бог е љубов. Затоа што Бог е љубов. Па се што во нас се противи на љубовта, го застанува текот на неговата милост и силата за живот. Да, таа љубов е моќ. Најголемата моќ. Таа го покренува човекот како ништо друго. Љубовта се поистоветува со Бога и Бог со љубовта. Кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Кој живее во љубов, живее во Бога и Бог во него. Што тоа значи за нас? Дека јас верувам, дека само оние кои сакаат, само оние кои љубат, само тие и ќе ве разберат. Само оние кои ве љубат, единствено тие ве познаваат, драги браќи и сестри. Сите останати нагаѓаат кои сте вие. Само оние кои ве сакаат, тие го делат вашето страдање. Само оние кои ве сакаат остануваат со вас за секогаш. Така љубовта е вистински тест на христијанството. На него ние стоиме или паѓаме. Љубовта прави светот да го видиме поразлично, кога го гледаме со очите на љубовта и солзите. Тогаш го гледаме она што обичните, рамнодушни очи не може да го видат. Кога светот го гледаме преку очите на болката, тогаш престануваме да бидеме судии на овој свет, затоа што љубовта никогаш не суди. Престануваме да ствараме мислења за оние кои не ги познаваме. И нашиот збор тогаш постанува она што треба да биде, одраз на нашата душа и вера во Господа Исуса. Тогаш мојот збор е и моја суштина. Таа љубов се гледа, таа е видлива. Таа е видлива кога слабиот на јакиот ќе му опрости. Кога силниот ќе ја засака силата на слабиот. Кога богатиот ќе подели со сиромашниот. Кога гласниот ќе застане покрај немиот, кога тивкото ќе постане гласно и гласното ќе стиши. Кога значајното ќе постане беззначајно и неважните ќе постанат важни. Тогаш, да, само тогаш почнува животот на љубовта. Јас верувам дека токму таа љубов во Бога, драги браќи и сестри, не довеле тука. Токму љубовта Христова, која е главна цел на секој христијанин. Може би во животот се сме разбрале. Може би имаме премногу знаење, имаме многу мудрост, имаме и големо образование. Може би имаме многу титули позади своето име. Може би сме го поминале целиот свет. Може би нашето лице е на насловните страници на многу вестници. Може би сите не познаваат. Може би сме го освоиле светот. Но ако љубов немаме, ако љубовта не сме ја разбрале, ништо не сме разбрале. Нели ви е позната, браќи и сестри, она едноставна и величествена порака, подсетница? Кога бисте знаеле колку ве љубам, кога бисте знаеле, би плачеле од радост. Да, кога би знаеле колку е добро да се опрости, никогаш не би живееле во караници.
Само ако би знаеле какво богатство е да се има мир, никогаш не би барале прилика за лошо однесување. Да би знаеле, само ако би знаеле колкава е милоста во покајанието, никогаш не би биле себични и горди. Кога би знаеле, само кога би знаеле како е да се биде божествено едноставен, на никој и никогаш не би му го искомплицирале животот. Кога би знаеле колкава сила е во понизноста, никогаш не би се бореле за први места. Кога би знаеле само колкава е снагата во несебичноста, би го живееле животот на љубовта. Кога би знаеле колку е блажено да ја зборуваме вистината, никогаш на никого не би се предале, не би се продале. О, кога би знаеле. Ке се вратиме на почетното прашање. Но што е со нас, кои ја исповедаме верата на нашиот Спасител Исуса Христа? Денес јас, односно во продолжение, уште овие неколку минути кои што се пред нас, сакам да зборувам само за него. Светот, рековме, од секојаш бил во хаос и секојаш ќе биде во хаос. Тоа е во неговата природа. Но се прашуваме ли што е со нас? Христос зборува и делува во самата Божја личност, драги браќи и сестри. Ни зборува и кажува: сте слушнали ли што е речено? Но јас ви кажувам, небото и земјата ќе поминат, но моите зборови да поминат нема. Исус Христос е најубавиот и најплеменитиот, најскапоцениот дар за човештвото. Нема ништо подобро од тоа да се знае дека човекот кој со своето страдање ги искупи гревовите на другите, а тоа е најдобра слика на човечкиот род. И таа слика останала чиста и јасна, без разлика дури и на сите девијации на христијаните и христијанството како такво. Тој, Христос, останува столб на чистотата, останува настан на вистината, која останува вечно сама. Па се прашуваме, кој е тој? Па ако е тој таков, тогаш и јас сакам да го познавам, да го познавам неговиот живот и неговата личност и да се запрашам каков е. А каков е? Го познавам ли? Мислам дека го познавам или можеби не го познавам. Роден е во непознато село, како дете на селанка. Пораснал во друго непознато село, како син на дрводелец. Никогаш не патувал подалеку од 200 километри од неговиот роден крај. Немал никаков кредибилитет освен себе самиот. Додека се уште беше млад, јавното мислење се свртело против него. Неговите пријатели го напуштиле во најважниот час во неговиот живот. Беше претепан и ставен на крст меѓу обични и секојдневни разбойници. Додека умирал, се коцкале за неговата облека, единствената собственост која ја имал на земјата. И кога умрел, преку добротата на пријателите, бил положен во туѓ гроб. И 20 векови дојдоа и пројдоа, а тој остана средишна личност за голем дел од човечкиот род.
сите војски што марширале, сите морнарици што некојаш пловеле, сите парламенти што некојаш заседавале и сите кралеви што некојаш владееле собрани заедно, не го допреле човечкиот живот на земјата толку силно како што тоа го направил овој еден и единствен живот на Исус од Назарет. За него се напишани многу повеќе текстови од било кој друг во историјата на човечкото постоење. Никој кој вистински со душа го сретнал, не останал истиот. Никој не бил така критичен спрема грешните, а толку што го сакал обичниот човек, како што тоа бил Исус од Назарет. Оној кој зборувал, исто ни зборува и денес, и на оние таму, и на нас овде. На оние далеку, и на нас кои сме блиску. Тој назаричанин не научил дека да се биде мал, обичен, понизен, значи да се биде голем. Тој не избрал влијателни луѓе во свое време за своји проповедници, туку обични и мали биле рибари, селани, обичен свет, но со силата на неговиот дух тргнале по светот кој бил пагански, непознат, непријателски расположен, да му ја проповедаат едната и единствена димензија на нашиот живот, за која се исплати да се чекори, а тоа е љубовта. На тој Исус од Назарет понекогаш подобро му служеле писателите, отколку проповедниците, а секогаш добро му служат оние кои го познаваат, добро го познаваат. Павле ни кажува, јудејски светец, бунтовник и проповедник. Он кој го сретнал Христа и тогаш сватил кој е. Па затоа Павле на нас за сите векови ни запишал дека тој Христос, земајќи лик на слуга, постанувајќи сличен на луѓето, се понизи сами од себе, послушен до смрт на крст. И поради тоа и заради тоа Бог го возвиси и му подари име над секое име, запреку името Исусово да се прими секое колено и секој кој ќе го признае. Послушен бил до смрт на крст. Знаеме ли што означува крстот, драги браќи и сестри? Сме се запрашали ли некојаш? Сме се запрашали ли што е значењето на крстот? Еден писател рекол, римски писател, еве ќе го спомниме Сенека, рекол дека не видел само една врста на крст, туку повеќе врсти на крст. Джелатите, жртвите ги раснувале со главата надолу, а некои биле прободувани преку нивните интимни делови, а други ги раснувале со рацете раширени на попречната греда. Семејството, што значи крстот? Семејството и пријателите на жртвите не смееле да изразат тага поради судбината на својот роднина и пријател. Ако тоа би го направиле, веднаш би ги погубиле и нив. Како конечна навреда, не им било дозволено телата да бидат погребани. Драги браќи и сестри, кога Исус ни кажува да го земеме својот крст и да одиме со него, или кога апостол Павле ни објавува дека сме распнати со Христа, во онаа време многу добро сватиле што тоа значи луѓето. Христос бил символ на смртта. Тој бил олицетворение на нагол, насилен и срамен крај на животот.
Човекот кој во римско време го носел на своји раменици крстот, кон местото на раснувањето, веќе се простил од своите роднини и пријатели. Тој нема да се врати. Кога крстот ќе ја заврши својата работа, личноста е мртва. Како стоиме со носењето на крстот, драги браќи и сестри? Нажалост, денес многу се проповеда за крстот, а кога тоа го правиме, обично не зборуваме за стариот крст кој што зборувал Исус и за кој Павле и неговите современици разбрале. Сега е вообичаено да слушаме за новиот крст. Наместо новиот крст некој да го убие, новиот крст само го преусмерува. Крстот на древните римјани ја разголувал и соблекувал жртвата и ја изнесувал на срамно понижување и јавно понижување пред сите. Многу е веројатно и Исус сосема, извинете на изразот, гол да бил на крстот, да ја видат таа голота сите и тој срам, драги браќи и сестри. Исус Христос е Господ. Да, драги браќи и сестри, Он е тој пред кого единствено ги привиткуваме нашите колена. Кога му се поклонуваме нему, тогаш не се поклонуваме на никој и ништо повеќе. И обратно, ако се поклонуваме на друг и на се што, не можеме и на него. Не можеме на две страни. Не учи дека ништо и никој не е над љубовта, дека љубовта е врховен закон и смислата на нашето постоење, дека да го следиш него значи да љубиш, а никогаш и никогаш да не судиш. Дека љубовта опростува, лечи и подигнува и создава. И кога сме во сомнеш, кога не знаеме каде да одиме, кога не знаеме каква одлука да донесеме, кога сме на раскрсница, бирајќи ја љубовта, не можеме да погрешиме. Таа ја надвладеала рамнодушноста и очајот, таа самата е убавината на светот, таа единствено таа може светот да го спаси. Како што Павле кажува, единствено таа никогаш не престанува. По неа и поради неа не учи Христос дека секој човек, светец, има минато какво и да било. Но и дека секој, ама буквално секој грешник има иднина, драги браќи и сестри, има иднина. Бог опростува. Секогаш ги опростува и најтешките гревови. Да не се плашиме од тоа, но затоа пак ќе ве потсетам, не преминува ниту преку најмалиот. Ги простува и најтешките гревови, но нема да помине ни преку најмалиот. Бог ќе опрости, но никогаш нема да помине преку. Може ли Бог, ќе си го поставиме прашањето, може ли Бог да премине преку мојот грев? Одговорот е не може. Но може ли да го опрости? Секако. Бог е побрз во опростувањето отколку ти во покајанието, драги брати и сестро. Уште пред да се покаете, Бог ве загралил и ве прегранал.
Нема шанса Бог да бидете од Бог побрзи, драги браќи и сестри. Тој не засакал уште пред да се родиме и да погрешиме. Затоа предај се на Бога и кажи: Боже, ако сакаш, можеш да го направиш тоа, а сакаш, зашто можеш? Тоа е неговиот обичен и величествен тестамент, драги браќи и сестри, за секој грешник, кој што го оставил како аманет на оваа земја и заминал. Да се сеќаваме дека на секој грешник ќе му биде опростено, само ако побара покаяние, без разлика на каков и да е грев. Не научил, драги пријатели, дека големите работи, големите средби, големите мисли, големото божанско во човекот се случува во тишината на непознатото, далеку од ништавилото на светот. Тој наш Исус од Назарет можел да оди по вода. Тоа ни го кажуваат евангелските текстови. Но тоа го направил колку пати Исус? Колку пати, драги браќи и сестри? Само еднаш. Не сакал спектакли. Се родил во тело и воскреснал со тоа тело тивко и далеку од сцената на светот. Скоро и никој да не го види. Не научи, драги браќи и сестри, за разлика од сите други филозофи од истокот и западот, кои со векови ја бараат вистината и напишале безброј книги и безброј верзии, а тој ни кажува дека тој е вистината. Со други зборови, запознај ме мене и ќе ја запознаеш вистината. Затоа што ни една мудрост не е вредна за труд, освен она која тежи за љубовта. Ако тој кажува дека е љубовта, тогаш тоа совршено има смисла, драги браќи и сестри. Па спрема тоа, оние кои повеќе се сакаат себе си, отколку вистината, постануваат негови непријатели. Тој назаричанин не научил да го среќаваме во потребите на сиромашните, отфрлените, чудаците на овој свет, со оние кои никој не ги сака и не разговара. Таму не научил да го среќаваме. Па затоа што не можеме директно нему да му даваме, ги овластил сиромашните како приматели на неговите дарови. Тие му постанале амбасадори, негово лице по целата земја. Тие на тој начин ни постануваат наши браќа и сестри, мајка и татко. Во потребите нивни тој станал препознатлив, видлив во секое место и во секој народ. Тој постојано ги поставува своите 6 прашања, одиме кон крајот, кои се темел на телесните и духовните дела на љубовта. Гладен сум, жеден сум, гол сум, странец сум, немам никој, болен сум, во затвор сум. Дали си ми помогнал, прашува Исус. Драги брати и сестро, драги пријатели, кога беше тоа последен пат? Не дека не го правиме тоа, но јас само да подсетам дека треба тоа постојано да го правиме. Некој бил гладен или жеден, гол, странец, болен и во затвор, без разлика. Сите тие 6 имаат една заедничка карактеристика, тие се сами. Па ве прашувам,
Кога последен пат сте помогнале на нечија осаменост? Одговорот на овие 6 Исусови прашања е одговор на прашањето: се познаваме ли ние двајца? Драги пријатели, тој Назаричанин го нарекуваат крал, Господ, рабин, пријател, човек на жалоста, филозоф, спасител. На различни луѓе тој им е различна сила, но најчесто го нарекуваат со едно име. Како? Учителе. Тој ни е учител. Па се прашуваме денес, кој е он за тебе, брате и сестро? Тој му ветил на своите ученици 3 работи. Ке живеат без страв, ке бидат чудесно среќни и ќе бидат во постојани неволи. 3 работи. Кога ќе постанеме негов пријател во овој свет, често ќе доживуваме осаменост и пекол. Па ве прашувам, браќа и сестри, ве прашувам многу искрено, дали сте спремни да го запознаете, ако не сте го веќе запознале? Тој проповедал за Царството Божие и говореше да ги промениме своите животи како бисме постанале членови на Царството. Тогаш дури можеме и ние да речеме: ова се моите браќа и сестри, ова е мојата мајка и татко. И јас би сакал да бидам во тоа царство, драги браќи и сестри. Прашање до вас, дали и вие би сакале царството на љубовта? Затоа што тој дошол лошите луѓе да ги направи добри, а добрите луѓе свети. Па морам вечерва да се запрашам и сами од себе си, да си го поставам прашањето на сами од себе. Дали сум јас лош или сум добар? И сакам ли да бидам свет? Драги пријатели, имаме само еден и единствен живот, една и единствена шанса и прилика. Само една мала црта помеѓу раѓањето и смртта, доаѓањето и заминувањето. Прашањето на сите прашања, смислата на сите смисли, прашањето на сите филозофии и на сета духовност е: како да се живее таа една и единствена цртичка, тој еден и единствен живот. Христос не е учител, да го избереме него и никој друг. Тогаш ќе ни стане јасно тоа што никогаш не ни е, ќе ја најдеме смислата која никаде на друго место не постои. Љубовта ќе ни постане пат и живот, ќе ни биде дадено, како што тој ни кажува, да знаеме за тајните на Царството Небесно. Ќе ни биде доволно за еден обичен и величествен живот. Но тоа ќе го добиеме единствено само со него и по него. Затоа ве молам, драги браќи и сестри, затоа ве молам да го избереме него. Немојте духовноста, како многу често на сите нас, да ни постане формалност, традиција и обичај, или некаква религија без средба, без однос. Да си дозволиме на себе средба, драги браќи и сестри. Таа средба ја променила историјата. Тој може да те промени и тебе и мене. На крајот ве молам, и млади и стари, кога ќе си одете или ќе излеземе од ова место, ќе се вратиме во хаосот на овој свет. Тука сме заштитени. Ќе се вратиме во хаосот на овој свет. Не ве сакаат затоа што сте христијани.
Не ве сакаат затоа што сте вредности кои остануваат и вредат. Не ве сакаат поради вашите принципи пред кои исправено и храбро стоите. Ако ве сакаат, не е тоа што треба да биде. Но бидете благодарни за тоа кога не ве сакаат. Кога ве газат, станете и подигнете се. Кога ќе ве нападнат, кажете: Христе, пак јас ќе бидам со тебе. А зошто да не? Изборот е јасен. Ако го избереме него, ќе го избереме она што за секогаш останува и во овој и во оној свет. Ќе го избереме она што единствено има смисла, ќе го избереме она што единствено на човечкото срце му дава мир, среќа, радост, без престанок. Ќе го избереме она што е единствената негова заповед. Ќе ја избереме љубовта. Против неа никој и ништо не ви може. Изберете го него. Изберете ја љубовта. А љубовта е тој, Христос.